Има многу дворови. Те кралски, царски, па во Хрватска градче по име Двор на Уна, па село во Војводина Двор, па во Босна пак градче Дворови и Дворови. А овој е наш и се вика Стопански двор. А каде е и чиј е? Има поделени мислења. За едни Стопански двор е продолжение на, замислете си го тоа, Скопско Ново село. Да, има и Скопско Ново село, не Струмичко. А тоа пак таму сега си е свое, не Струмичко. Зашто одамна е општина. Но и Скопско Ново село ем е големо, ем е убаво. Но станува збор за Стопански двор. Дали си е свој или е пак ќерка новоселска. Сега е тоа пак сосема сеедно. Стопански двор не е типично село, туку модерна и урбана населба, на работ на Скопје, потпрено на Ново село. Модерни и убави куќи со вредни домакини. Арно ама, во дворот денес има се и сешто, од луѓе и судбини. На шега ни велат дека тука е собрана цела Македонија, од исток и запад, север и југ. Најмалку има староседелци. Тие си се во Ново село, а нивието само ги продаваат за плацеви на новодојденците во Скопје. Раде е староседелец, од многудетно семејство, 5 брата, не е шега. И ни рекоа комшиите, за пример, воспитани и почитувани. Лош збор не си пререкле 5 сложни браќа. Ашкол сум. Ние сме Стара Глабија. Бутелци. Бутелци Стара Глабија. Кои се најстари галабии тука? Бутелци? Тоневци. Ѓуповци. Ѓуревци. Светкој Тошевски. Тие се Тошевски, Атанасој ги викаат, тие Тошевски. Има некаде пишани документи. Треба, ја као помлад не може, меѓуто има над 300 години ова село као постои може повеќе. Може повеќе. Православно. Православна, чисто православно село е. Стопански двор тоа беше ниви. Ниви. Жителите на Ново село си ги обработувале и полека да дојде до некој динарски финансиски средства, плат по плат се продавале. Ја кога памтам се садал јафион и коноп и така понапред кога немало, а житарицата обавезно било земјоделски култури, зеленчук, патлижани, краставици, се. Овошје, па горниот ридот горе, тоа беше, го работеше во социјализмот, задруга, а тоа е новоселски рид. Тоа е новоселски рид. Земено во колективизацијата и го работеше прогрес. Имаше, се садеше вишни, имаше бостан, жито, праски, крушки и тоа. Најквалитетните тука би. И денес има крушки, од малите крушки што куќи немаше. Не. А сега од кај се дојде и луѓето таму? Па од источна, западна, од сите страни на Република Македонија. Куманово, Берово. Од Куманово, Берово, Делчево, Прилеп, нема кај нема. Од Лукојица, сегде. Четири години сум овдека, дојден сум од Кале, од кај Америчка амбасада. Највеќе сум дојден ради спокојот, мирот овдека, тоа ме донесе овдека да живеам.
Добри се условите за живот тука? Добри се, али немаме одвод. До тука немаме одвод. Тоа уште да се реши, нема да има проблема. Што имате решено? Вода, струја, град? Вода, струја има, градски превоз има. Тоа сме задоволни со тоа. Канализацијата не ни е решена. До каде е решено? До тука. До тука е одводот решен. А вие каде живеете? Јас сум малце една куќа погоре. Значи до вас дојде и Да. Иначе другото сме задоволни. со соседите? Со соседите нема проблема, све е у реду, добри луѓе, убаво е. Убаво е. Сите услуга живееме. Покрај новодојдените од цела Македонија, Стопански двор го препозна и бизнис заедницата. Добрите патни и железнички врски беа пресудни тука да се изградат повеќе објекти. Тука е Алкалуид, Мак Петрол, Галафарм, погони за врати и прозорци, хортикултурни расадници. Стопански двор со мајка му Новоселска пулсира и тоа динамично, а сепак спокојно во нивното царство од убавите дворови со уште поубави куќи. Киро дојде пред 50 години од далечната Малешевија и неговото Умлена, село до Пешчево. Умлена е убаво, ама немаше перспектива за Киро. И сега е убава Умлена, ама нема луѓе. Тој си е тука во дворот, пензионерски, спокоен и среќен. Зошто да не? Како да го реча, важно, јас сам многу добро поминал, среќен и Од каде дојде? дојдов од... А у Берово да ме примаше на работа, немаше да дојдам од. Берово сите и прима кој од дека кај там вам, одбијаме на 2-3 пати у Атеше, шофер бев тогаш, шофер во автобус. Не ме прима, одбијаме и јас за Скопје, едно до одење и право тука останах. Ете, тоа е судбина човечка. Од каде дојде? Од Умлина. Каде е тоа? Па тоа е меѓу Берово и Пехчево. Тоа е многу близко е до Пехчево. Умлина го знаат, тоа не е многу таква речига, ама добро да речам. Умлина, идам натака, направи куќа, вила направи и така. И колку си тука? Многу. На 12 јуни правам 50 години. Како 50 дена са били. 50 дена како да са били. Кога се поминаат тие денови, ја не знам. А во Стопански двор? У Стопански двор сам од 73-та. Живеел сам 6 години под кирија. Едно доваѓање тука ме донесоа тие пријатели, некој место купив. Еден плац куќа направив, материјал се од Берово, од Умлена. Ние сме, па ме знаат, многу ме знаат у селово, први сме у селото, да го речем, у првите речиви. Имот голем, материјалот се од там го набавив, оваа куќа таму направив. Роди се друг син и друг плац купив, и куќа и друга имам на 3 спрата таму. И втор син? И втор син и така, и фамилијата. Двајца сме дошли, сега сме 10 души у фамилија. Ти? Ја, жена, 2 синови, 2 снај, 4 внуци. А кога дошол Киро тука, во дворот, се било жито и овоштарници. Вели, највкусните крушки и праски биле од овдека. Меѓу првите купил земја да гради куќа. И не се покала. Добар сум со сите. Добар сум. Тука имам комшии од сите страни. Само Беровчанец нема. Беровчанци имам там горе у Стопански. Од Вујко ми внук и од Смојмирово едно. Имам единече Беровчанец, никако хаја ту на селбата од Даме Груев имам еден војно лице, он ми доваѓа така чапат. Па желен сум за Малешевски збор, ама немам човек близко до мене, Малешевски. И кад иде испуша се некој скопски така, река цата, тука не е баш ни Малешевски ни скопски, ама жеден сум си да си продума со некој Малешевски, право Малешевски. Од каде се тука луѓето? Од многу. Од како почнемо редом, 2 паланчански каши. Па има кумановци 2 мина, па прилепчани 2 мина, па навамо
да ги речам веќе од Кучково, туа селото се населили. Староселенци? Староселци 2 куќи само има до мене. Едино тоа. Се сеќаваш ли пред 50 години кога градеше? Што имаше? Ау, тука толку ме бендисало местото мене, на крај, бегал сам да дојдам на крај, да не сум у Скопје, Нервоза. у нервозата. На крај шофер сум бил, не знам како да го речам, шлепери, приколичери, се возил сам и сам гледал на крај да дојдам, се сам бил по патишча, ноќе, дење, За мир и одмор. за мир и одмор. И сега, кога дојдов овде, беше пустина. Вцичите удавеа овде тука последна една куќа имаше и ја бев, друго немаше наваму. Овде беше од мене натака беше лозија, овде беше се житарици, пшеници беше. Тука една убава нива да ги сетам тие газите мои сиромаси починаа сите, синови и сите. Една какви житарици беа, една пшеница едно метро високо. И тој како ме донесе го бендисав местото, едно широко место, тоа е на еден човек, едно 3-4 куќи, тука има 2 хектара земја. Еве рече, Кире, ти си прв у моја нива, тој газата, кај сакаш таму. Викам, овде на самиот чош, викам, брже да сум до патата. Требаше понадзад, идам, позади мене има таму, немам позади таа. И вика, рече, добро, чим сакаш, колку сакаш? 500 квадрата, викам, пола декар, колку пари бе, скапо беше многу бе, имах пари тогаш. Вика, земи го до крај. Абе, јас правя план за до година да лето да направя куќа, да не седа под чирија. Ако е во владение на Новосело, сепак жителите на Стопански двор си имаат и местна црква. Во црковниот одбор заедно се и новоселчани и верниците од Стопански двор. Така и треба. Верата во Бога не смее да се дели. Црква се вика Свети Арангел Гаврил. Слава слави 25 заслуга кана вечерта и утрената е денот на 26-ти. И е селска слава, новоселска слава. Тогаш доаѓа народ од сегде, добродојден. Има тука се дава на заслугата на каната вечерта вечера во салата во трпезаријата. Музика има жива, народ од сегде доаѓа, си опочитува празникот, си почитува верници има доста, си пала свечи за здравје во црква. Секој дојден е добродојден. Има од сегде, од сите места си доаѓаат и остануваат баги покасно така музика, народ. Црквата е почната 74-та, а завршена е, осветена е 81-та. Се има овдека. И крштевки се прават, и венчавки, помени, се што треба, главно има све. Кој си сака, си доаѓа, од овдека што се поготово поблиску свеќаш Новосело, Стопански двор, може од сегде, Господен храм е за тоа, за крштевки, за венчавки. Убава црква со убаво среден двор, нели? Доминира над новоселското поле како стражар на верата и духовноста, која, меѓу другото, и не одржала на оваа балканска ветрометина. А, да, си има тука и трапезарија, замислете, за 200 луѓе, и за лошо, и за арново. Абе, се изненадивме колку верниците се модернизираат. Ретко каде по црквите низ Македонија видовме клима уреди. Епа, овде во Стопански двор има како да е кралски. Ајде до видување од некое друго убаво село во Македонија.